Чао Македонија. Викенд е со по 18 часот, што значи време за листа за 300. Затоа седнете си удобно на вашите омилени позиции и уживајте во нашето денешно издание. Како и секогаш, така и денеска прво ќе ги повикам да ми се придружат тука на сцената домакините за денешното издание. А денеска таа улога им припадна на Виктор и Дарко. Повелете. Дарко, здраво. Здраво. Како си? Виктор, здраво. Како сте? Одлично, мора да признам. Расположен денеска за игра. Па да. И така, вие супер сте. Па добри. Берово како? Берово. Добри се беровчани? Добри луѓе. Супер луѓе се, да. Јас ви кажам, имам многу позитивни искуства од Берово. Едни од најубавите периоди во мојот живот ги поминав таму. Имам другарче кој што е по потекло беровчанец и кај него редовно одевме. Мислам, имам целкуп другари кои што се по потекло од Берово, искрено да ти кажам. Ама кај еден конкретно одевме. Не го користевме, можам слободно да кажам, па сега денески кум ми уште го користам. Тоа е тоа. Треба, така и треба. Да не сакате да додадете нешто, да поздравите некого. Иначе би ја поздравил мојата мајка, пошто многу рано го изгубив мојот татко и мојот брат во Соединетите држави. Во Нью Џерси живее со неговата фамилија. Што вика за животот во Америка? Добар ли е? Животот во Америка за нас е science fiction. Така. А дали му фали Берово? Што ви кон? Па не е многу носталгичен, меѓутоа нормално дека му фали брат му да го види така. Така да. Не е исто да се гледаш гледаш мајка му така. Да се гледаш по месенџери, по дефинитивно социјални мрежи, отколку да го видиш во живо. Така е. Се сложувам, друго си. И тоа е. Иначе Берово нема многу депресивни луѓе, пошто чист воздухот и така. Да сте живи и здрави, ќе треба да отидеме на Берово, стварно малце да почистиме плуќата, белите дробови, затоа што се угушиме во Скопје, да не се лажеме. Виктор? Ајде, ја нема да додавам ништо. Тоа е тоа. Тоа е, кажа. Поздрав до дома. Поздрав до дома. Чао, поздравам јас сестра ми и зет ми исто и они се во Америка. Што твори? Супер. Каде се они во Америка, знаеш? Во Лос Анџелес, Калифорнија. Супер. Каков им е нив животот таму? Задоволни Не ли се се? жалат чим стигат таму. Така, кажа да не им се допаднал, ќе се врателе назад. Супер. Нека се живи и здрави и ако гледаат листа за 300, голем поздрав и голем поздрав до сите македонци во Америка, Австралија и на секаде низ светот. А сега, Дарко и Виктор, дали сме подготвени да влеземе во домакинската кабина? Да, секако. Повелете домакини. Денеска со среќа. Административен пат. Да, административен пат. А секако, за да можеме да си продолжиме со нашиот квиз, треба да ги запознаеме и денешните предизвикувачи, а таа улога им припадна на Павле и Чеде. Повелете. Здраво. Ајде се да ме подсетите, кој беше Павле, кој Чеде? Јас сум Павле. Павле Чеде, готово. Не знам зошто за момент ми настани, не бев сигурен. Предпоставив дека така, ми викам, Марче, подобро прашај се, си имам обрукано 100 пати до сега. Многу надпреварувачи. Иако се повторува, да многу надпреварувачи. Да, и ќе ми поминат и плюс и тековно што сретувам луѓе и понекогаш си викам, Марче, подобро не експериментирај со имиња, да не сгрешиш, прашај си. Нели? Така е најарно, да, никој нема да те замени. Нема да се сгреши. Така е. Како сте вие денеска? Добро. Добре. Последниот пат пред колку време бевте во листа за 300? Не беше многу Последниот две сезони учествуваме. Ова е трета сезона. Така, значи минатата сезона баш се видовме ми текнува. Супер. Задоволни сте чим доаѓате често во листа за 300, предпоставувам. До сега колку пари знаете, имате се вкупно земено во вашите чисти? 5 победи имавме, 850 евра. Предходно 4 изигравме. 3 победи, да. Така. Не ми текнува пред 2 години колку зедовме. Супер, одлично. Ме радува тоа. Денеска ќе имате шанса пак да земете парична награда, но имате и нови противници. Добри противници. Да, добри противници. Се надевам дека сте подготвени. Пред да ве пратам во вашата кабина, да не сакате вие да додадете нешто, да поздравите некого? Хајде да искористам можноста, можеби че немам друга. Така. Да поздравам мојата сопруга Ана. Што си е сигурно. Кажи што е сигурно сега. Да дојдам мирно да си спијам дома. Да не се наљути. Да. Минатата сезона да не заборавивме да поздравиме или не, друг беше. Па тоа беше, поздравував черка ми, внукот, да, внукот, Јана и Андреј и дома. Ќе гледаме, викам, листа за 300, првата, да, после која не ме поздравуваш, вика, нема да гледам. Ништо. Мора се. Првата му текнало дека и мене, не мора да гледаме денеска, па и не е толку интересно. Да премотај на прашањето. Премотај директно на прашањата. Супер голем поздрав и од мене до Незе. Павле,
Тоа е тоа, мислам. Тоа е тоа. Во ред. Да не ве деконцентрирам, да не ви го одзимам времето, предизвикувачи, повелете во вашата кабина. Виктор и Дарко, односно Павле Чеде, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме дали работат како што треба, за да си немаме никакви проблеми во продолжение. Ке ве замолам за тоа да исклучиме кабината на Виктор и Дарко. Павле Чеде, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично, немаме никакви проблеми, така? Не, нема. Зборам за со кабината, иначе животни, да сме живи и здрави. Да. Супер, во продолжение знаете, ако имаме некаков проблем, прашајте, ова кажете, ако нешто не е јасно, слободно прашајте. Важи. Со среќа во продолжение ќе исклучиме и вашата кабина да ги провериме како стоиме со домакините. Виктор и Дарко, дали се слушаме? Одлично. Да, супер. Со среќа во продолжение, дали сега може да започнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, кабините се исправни, нашите надпреварувачи се расположени, имаме зелено светло за старт, па да започнеме. А си започнуваме како и секогаш, така и денеска со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: женски имиња што завршуваат со ија, односно ИЈА. Бараме женски имиња кои завршуваат со буквите ија и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши жителки. Значи, бараме ија. Внимавајте со имиња како Маја, кои што завршуваат на АЈ. За бидете внимателни да не направите таква нека банална грешка. Виктор и Дарко, дали ви е јасна темата? Да. Одлично. Павле Чеде, дали не е јасна темата? Јасно е. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првото надавање први започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога денеска се Павле и Чеде. Да исклучиме кабината на домакините. Павле и Чеде, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 10. 10. Започнуваме со 10. 12. 12. 20. Заокружуваме на 20. 1. 21. 25. 25. 26. 26. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме. Виктор и Дарко, бараме женски имиња што завршуваат со буквите ИЈА, односно ија. Немаме на колку букви треба да се точно и такви други ограничувања, но треба да ги кажеме 26 точни за да го освоиме овој поен. Кога ќе бидете расположени за игри и подготвени, слободно започнете. Анастасија. Анастасија. Така е. Анелија. Како? Анелија. Анелија. Со Н. Да. Така е. Емилија. Емилија. Така е. Дарија. Дарија. Така е. Наталија. Наталија. Наталија е точен одговор. Евгенија. Евгенија. Така е. Марија. Марија. Така е. Ксенија. Ксенија.
Ксенија е точен одговор. Ија. Само ија. Само ија. Познаваш ти некоја ија? Една. Една? Знаете дека едно од правилата е барем 5 мина наши сограѓанки да го имаат тоа име за да бидат впишани во Државниот завод за статистика. За жал, можеби ти познаваш ија, но ги нема впишано во Државниот завод за статистика. За жал, одговорот е неточен. Имав и други имиња да играме, сега ќе ви ги прочитав, можеби за тие ќе беше попаметно да се одлучите, дури некои ги кажавте, но тоа е што е. Знаете дека ништо не е готово. Имаме уште една лицитација за надавање за играње, затоа сконцентрирано во продолжение. А Павли Чеде се исплатеше овој пат тактиката. Успеавте се уште незагреани да ги фатите и ете, се лизна и првиот поен од вас. Честитки, но бидете внимателни. Знаете, имаме уште една лицитација и можат работите да се променат. А женски имиња кои што завршуваат со буквите ија, ги имаме Амелија, Анастазија, Ангелија, Антонија, Валерија, Василија, Викторија, потоа Јулија, голем поздрав до сестра ми, Касија, Ксенија, Клаудија, Лидија, Мартија, Матија, Мија, Миленија, потоа Оливија, Пелагија, Силвија, Селвија, Софија, Станија, Стефанија, Теодосија и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, можеби резултатот не е во полза на Виктор и на Дарко, но ништо не е готово. Имам уште една лицитација за играње, па ова е лицитацијата која што ќе одлучи дали Павли Чеде ќе застана директно тука на главната сцена со мене за прв пат или пак ќе играме пенали, каде што Виктор и Дарко би можеле да дојдат и до пресврт. Затоа, да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи. Екипи учесници во ракометната Лига на шампиони од 2010-2011 до 2025-2026 година. Бараме имиња на ракометни екипи кои играле во групната фаза на Лигата на шампиони од сезона 2010 до 2010-2011 до последната што завршува оваа година 2025 односно 2026. Секоја екипа можете да ја кажете само еднаш. Можам слободно да ви кажам дека ги има повеќе од 50, но помалку од 70. Виктор и Дарко, дали ни е јасна темата? Колку спомна Марко бројката? Помеѓу, значи повеќе се од 50, но помалку од 70. Павли Чеде, дали ни е јасна темата? Јасно. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат при втората лицитација, започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат Виктор и Дарко. Ќе ве замолам да исклучиме предизвикувачката кабина. Виктор и Дарко, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. Десет. 10. Почнуваме со 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. До кај сме, Марко? 16. 17. Едно повеќе 17. 18. 18. Едно повеќе, Марко. Во ред 19. 20, ајде округло. Заокруживме 20. 21.
Ајде уште. Ајде уште едно. Уште едно, значи 21. Дваесет 22. Уште едно. Уште едно 23. Колку беше, Марко? 23. 24. 24. Нека одговарат. Да одговараат. Виктор и Дарко, денеска не можете рад да видите. Да. Повторно ќе треба да одговарате, но овој пат на тема екипи учесници во ракометната лига на шампиони од 2010-2011 сезоната па се до последната 2025-2026. 24 се извинувам празни полиња кои што треба да ги исполниме со точни одговори ако сакаме нели да го освоиме овој поент. Само да прашам, Марко, пред да почнеме. Кој ли? Екипа ако постоела, па сега не постои моментот, Ја мислам дека значи се ако играла во лига на шампиони нема проблем. Добро. Фленсбург. Фленсбург. Еве го така е. Фленсбург е прв точен одговор. Магдебург. Магдебург. Актуелен европски шампион, ако не се лажам. Да, Магдебург. Да, Магдебург. Кил. Кил. Продолжуваме со германски екипи. Кил, уште еден точен одговор. Рајникер Ловен. Райнекер Левен, да. Левен, Ловен. Да, да. Како? Рајникер Левен. Райнекер Левен. Ловен, Левен, Рајнекер е важно името. Райнекер. Рајнекер. Рајнекер, кај нас е пишано Рајнекер. Сега, нели, стана збор за изговарање како на името. Но е точен одговорот. ПСЖ. Пари Сен-Жермен. ПСЖ, така, Пари Сен-Жермен. ПСЖ за пети точен одговор. Нант. Нант. Во Нант што играше нашиот Кире Лазаров, така е точен одговор. Монпелје. Монпелје. Монпелје за 7 точни одговори за Виктор и Дарко. Алборг. Само момент да го пишеме Монпелје. Е така, како извини? Алборг. Данска. Алборг од Данска. Гок Гудмен. Алборг. Тоа кажавме, значи сега... Гок Гудмен. Кодан? Гок Гудмен. Овој Данска се исто. Гок Гудмен. Од Норвешка.
Да, ево, много ще останем ложка. Порто? Порто. Чекајте, вака да застанам, побаво да гледам. Порто е точен одговор, 10. Спортинг? Спортинг. И Спортинг е точен одговор. Бенфика? Бенфика рековме? Да. Виктор и Дарко. И на мое огромно изненадување, Бенфика иако беше во Лига на Европа, прва минатата година, нели? Па треба Сепак ниеднаш нема играно во Лига на шампиони. Никогаш нема настапувано. Да, знам, тука ете каде лежал зајакот трикот прашањето во целава тема. Многу ми е жал. Искрено, многу ми е жал. Не знам што да кажам друго. Се надам дека во некоја следна прилика различно ќе се одвиваат работите, затоа што сметам дека заслужувате повеќе од ова што денеска го добивте. Опа, ќе ми паднеше таблетот, дури и он се побунете. Супер надпреварувачи, знаевте, знам дека знаевте. Да, ве слушав за цело време. Само за жал во овој дел од квизот па не смеам да сугерирам дали истина значи точен, погрешен. Ја тука во листата одма видов дека Бенфика која ја спомнавте ја нема, но за жал сега не смеам да помагам, да бевме ке парите ќе беше поинаку целата ситуација. Но Виктор и Дарко, вратите ви се секогаш отворени, вашиот квалитет е неоспорен, само што треба е да се вратиме во ритам, малце искуството да сте... Зараѓали сме. Да, се баш така, зараѓали сте. Ве чекам повторно во блиски дни, имаме правило некое дека ако не освоите пари можете истата сезона да се пријавите, па се надевам дека тоа ќе го сторите баш сега во блиски дни и повторно да се дружиме, затоа што сметам дека можете многу повеќе да направите. Но Виктор и Дарко, сега морам да ви кажам чао за жал. Чао, Марко. Чао. Павли Чеде, добро одиграно, ги фативте неспремни малце денеска, незагреани, одамна не биле учесници во листа, барем Виктор, а на Дарко му беше прв пат, односно втор пат, сега па малце така. На истото ќе сгрешев. Да бидеме искрени, ние мислевме Бенфика освен се, они Ние сигурно... имавме друга дилема, само затоа Да. им дадовме Ние ќе почнеме од Вардар, Пелистер, Загреб, па нагоре преку Германија. Така. Ама Спортинг, Порто и Бенфика и ние ги мислевме од сигурни. Португалија. Да, И сега леле, 24 ни беше тука, се мислевме. Сепак, значи, како што реков, таму лежал заекот Тука на лежал заекот, Зоки да. кој што ги смислува темите, баш ова најверојатно му било и трикчето кој што го криел во ракавот на оваа тема. Како и да е, ќе искористивте вие шансата, приликата која што ви беше дадена и победата е сега ваша. Што значи, ќе ве повикам сега тука за кратко на главната сцена и да видиме дали ќе освоите парична награда. Но пред да го сторам тоа, драги мои, само да ги прочитаме дел од оние екипи учесници во Лигата на шампиони од 2010 година па се до 2025-6. Тука ги имаме, вака што се по, го кажавме, Алборг, потоа Адемар Леон, Барселона, Бешикташ, Босна, Сараево, Вардар, Веспрем, Висла Плок, Војводина, Горење, Динамо Букурешт, Елверум, Загреб, Кадетен, Шафхаузен, Киелце, Кил, Колдин, Кристијанштад, Колштад, Магдебург, добро кажавме, Металург, Мешков, Брест, Монпелие кажавме, Партизан, Пелистер, Порто, потоа Фленсбург, Фреде и така натаму ги има доста. Како што реков, 60 се точно на број. Па доколку сакате да ги погледнете, знаете, можете и самите да изгуглате. А сега, драги мои гледачи, се селиме тука на главната сцена, каде што ќе им биде дадена шанса на Павли Чеде да си освои парична награда. Дали ќе успеат во истото, останува да дознаеме. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Павли Чеде се сомене тука на главната сцена, ќе имаат шанса да си освојат парична награда, но пред да добијат истата, мора да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, која што е составена од 15 празни полиња и кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Павли Чеде, колку читаме?
Зависи Дали сме љубители на книгата или така Порано така? повеќе сега Ја на последниве сите 10 години од кога се оженим. те разбирам и јас во последно време порано знаев да прочитам една цела книга од 500 страни во еден ден, да седнам од сабајле до вечер, буквално да се внесам во книгата. Сега искрено ви кажувам, можам да прочитам 3 до 4 страни на вечер и ако земам книга нели од 300-400 страни, значи мене ќе ми треба пола година да прочитам реално со тоа темпо. Па некако се послабо и послабо заспивам. Тоа ми е проблемот. Преморен сум, сакам да читам, ама ти викам после трета, четврта страна книгата на чело ја осеќам туп. Сега поголема преокупација ни се медиумиве, социјалниве мрежи. Да, за жал И така го помалку, трошиме за жал, времето, точно место да читаме. Се кладам дека и сега порано најмногу читав додека работев на граница и седнав досадно ми беше 24 часа ми беше смена, ќе седнев и се читав книга. Нели ќе ти влезе странка, ќе услужиш и потоа продолжував со читање. Сега се кладам да работев, ќе бев на телефонот и тука е разликата. Тогаш немавме телефони и моравме да читаме. На наша... Статистиката вели дека само 3% од луѓето во светот читаат книги, што е мене ми поразително. Да, поразително е така. А мене ми е драго што знам луѓе од тие 3%, што значи уште поретки се, знам многу ретки луѓе. Имам и колешка во радио, во Урбан ФМ, Ана, која што и преведува книги и чита, има прекрасна библиотека, дома ми ја покажа со повеќе од 500-600 книги. Така, млада девојка е, уште многу ќе прочита и сите ги има прочитано. Тоа е убавото и скоро секоја книга знае од прилика за што била. Се не може да ти ја раскаже нели секоја, но знае од прилика дејството за што била. Голем поздрав до Неза. Гледаш, пополнивме време сега. Да. Епа, читаме многу. 300 евра, брат. Ајде, да започнеме стварно. Да почнете да ми ги зимате парите. Слушајте убаво и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема најпознати писатели на англиски јазик. Извор е сајтот на Guardian, каде се наведени 100 најголеми писатели на романи, драми и поезија кои пишувале на англиски јазик, без обзир во која држава се родени. Веднаш ќе ви кажам за да ја потсетам, баталете ги по-новите, како на Хари Потер и така натаму, затоа што сигурно не се помеѓу најпознатите, највлијателните писатели на англиски јазик, но од затоа па тука има многу познати имиња што сте ги читале на англиски јазик од среден век па натаму. Нешто им се преведувани на англиски или оригинално? Не, оригинално што пишувале на англиски, да. Веруј дека ги има доста. Кога ни рече за читање книги за ова, сакав уште еднаш да ти речем во емисија, нека одговара другите. Да можеш да кажи, да. Да, ама ајде, тројца ќе кажеме, валјда Ернест Хемингвеј Добро, еден, ајде да кажеме тројца. Ја го читав порано, сите книги му имам прочитано на Ден Браун, ама ако е тој вториот. И ајде уште еден да смислам. Хемингвеј, Браун, Ден Браун. Он е релативно нов, внимавај да, што сакам да. Ден Браун? Да, па релативно, нели сакам да ти кажам. Знам дека Да внимават. Соединетите американски држави, валјда. Мислам Ајде да. Добро, да помислим. Ко кажав Ернест Хемингвеј. Да се биде или не? Вилијам Шекспир. Добро. Уште еден. Ај, барем уште еден. Зава. Шекспир. Ајде, сега. Дали ти текнува од кого беше Повикот на дивината? Тоа е едно од моите најомилени. Не. Джек Лондон. Така е, браво, добре. Ајде, Треба добро. мало подсетување, Да, значи треба. само, добре. Може со нив тројца. Значи, кој ќе биде прв? Ернест Хемингвеј. Ернест Хемингвеј, Старецот и морето, така беше? Да. Многу интересна книга. Една е така од книги кои што ми имаат многу впечаток оставено после читање и така, не знам, раздрмано да не кажам. Така е, Ернест Хемингвеј е првиот точен одговор. Джек Лондон. Джек Лондон, исто така автор на една од моите најомилени книги за кучето Бак. Повикот на дивината, точен одговор. Втор, Вилијам Шекспир. и Вилијам Шекспир, не треба да ги набројувам неговите дела, мислам дека веќе сите ги знаете. Ајде ќе го спомнеме најпознатото. Ромео и Јулија. Иако сите му се подеднакво познати. Макбет, така е. Но, добро. Во ред, со Вилијам Шекспир стигаме до 50 евра. Што правиме за понатаму? Ми текнуваат некои нобеловци што добиле се рабитарата горе од Хапамок. Може и жени, значи не мора да се Ај, само жени. мажи. Да. Може и жени.
Орхан Памук беше турчин што доби, тој не знам Да. на кој јазик сега пишува. Па мислам дека на турски се пишува, па после му се преведуваат книгите, да. Тоа е сега овде цаката во темата, би рекол, трикот. Да. Вака Агата Кристи би ја кажала кој е таа. Една. Од жени ви најпознато ми е таа. Да, па мислам дека би се нашла нова листа, реално вака. Се не ја гледам, треба да побарам, ама По романите. мене ми е, Да, како да кажем, едно од позната. највпечатливи писателски имиња, барем во жанрот тоа што Јас пишат пробам дека крими. повеќе гледам филмови, па се по чиви книги, сценарија може. Не се кирај, мене благодарение на филмот Ана Каренина што е снимен, добив многу добра и јака оценка во средно, мислејќи дека сум ја прочитал книгата. Добре. Чиви книги се. Агата Кристи една. Потоа, дали ви текнува Гарванот или Гавранот, од кого беше книгата? Малце потемен писател, така, депресивен. Англичанец беше тука. Па, да, мислам англичанец дека е. Имаше и филм Гавранот, да. Не ми текна искрено. А дали ви текна од кого доживувањата на Оливер Твист и на Хаклбери Фин? Марк Твен. Пак ќе кажам, вас ви треба само малце подсетување. да. Требаше можеби поделата до нив. Да. Агата Кристи, Марк Твен, ајде барем уште еден и да се откажеме да не текне. Јас па пробувам преку филмовиве. Преска мислам дека започне име да кажуваш, ама За Ден Браун, ама ми рече дека не може би не е во... не, друго после спомна. Ма не можам сега да ти... Добро, ајде мислете. Кој беше да спомнам? Не, Орхан Памук го кажа. Турчин. Не. Турчин. Уште добро. Не, Турчин рекол дека е тоа. Да. Турчин рекол тоа. Кога спомнав, него нека ти текне да биде тоа. Кога спомнав сорно. Та горе, да го трае. Ние него го спомнав, ама се да пишува. Он шо беше, он не беше, бе. Да не нешто индиец, да имам тоа. Поема не. А от тема, кузнета горе да ли беше. Некој другиот дамите. Ти преска кој го спомни, извини? Орхан Памук го спомнав претходно. и Тагоре. Равинтарот Тагоре. Само не сум сигурен и за него, тој беше тамо негде од Азија, там беше или... Дали може би се сеќаваш кој го пишувал Шерлок Холмс? Агата Кристи? Не, Шерлок Холмс. Леле ги гледав сериите. Со овој Кромберс, како беше Шерлок Холмс од Ако како беше? Не се погоди тема не беше. не се погоди, добри се, на добар пат сте, ама ја не смеам повеќе помош да дам, ќе ми замерат. Да ги земеме подобро овие 50 евра, да. Може. Што се вика патот да си го исплатиме што сме дошли до тука, а во наредната емисија затоа што Здравје, безбедното Боже. учество ќе бркаме профит. Честитки, Павле. И чеде, нека се множат и учествата и парите, може би започнавме скромно, но верувам дека ќе го поправиме овој резултат. Сега ќе ви текнат, ќе ги прочитам оние најзвучни имиња и верувам дека голем дел од нив, да. Уште некој. Ќе ви текнат затоа што потоа што ве почепнав, знаете. Тука ги имаме Артур Конан Дойл, потоа Вирџинија Вилф, Даниел Дефо, Едгар Алан По, што ви спомнав за Гавранот, Емили Бронте, Ернест Хемингвеј кажавме, потоа Марк Твен, Оскар Вајлд, Радјард Киплинг, Семюел Бекет, Силвија Плат, потоа Теодор Драйзер, Толкин, Хенри Милер, Чарлс Дикенс, Джейн Остин, Джеймс Џојс, Џорџ Елиот, Џорџ Орвел, Џорџ Бернардо Шо и Шарлота Бронте. Можам вака да ги издвојам, ги има уште многу други, но нема потреба.
Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на Листа за 300. Останете со програмата на телевизија Сител во продолжение и секако чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!